Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија Ковачевски, почитуван директор на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор Ѓоргиев, почитуван градоначалник на општина Пробиштип Анастасов, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Големо е задоволството кога владините политики на кои напорно работиме вродуваат со плод и кога граѓаните директно ќе ги почувствуваат тие придобивки од таа работа. Обезбедување на достоинствени услови за живот се прашања за кои нема дебата. Секој еден граѓанин заслужува дом, заслужува кров над глава и подобри услови за живење, особено сега во овие тешки времиња. Ова е наша задача и еве денеска во Пробиштип тоа го правиме и тоа и го потврдуваме. Драго ми е кога ќе видиме вака задоволни граѓани на кои сме им го решиле стамбеното прашање. Семејствата од социјален ризик кои се најдоа на конечната ранг листа, исполнувајќи ги сите услови предвидени во јавниот повик за распределба на оваа социјална зграда, денеска ги добија клучевите од својот нов дом. Посебно е чувството кога на некој ќе подадеш рака, помагаш кога тоа е најпотребно, а ние се обидуваме токму тоа да го правиме, да му помогнеме на граѓанинот, да подадеме рака полесно да ги надминуваат предизвиците пред кои граѓаните се исправени. Морам да споменам дека претходно се изврши прелиминарна распределба, а потоа стручни лица на терен извршија уште една контрола на целиот процес на распределба на становите. Министерството за транспорт и врски и владата во целост секогаш се тука за граѓаните. Уверувам дека правиме се што е во наша можност како влада да ги минимизираме последиците од светските кризи и да обезбедиме квалитетен живот за нашите граѓани. Нашата стамбена политика продолжува да се реализира со силно темпо, со силна динамика и само во последните неколку години изградивме и започнавме со изградба преку 860 стамбени единици низ целата држава, давајќи подршка на социјално загрозените семејства. Само оваа година извршивме прераспределба на социјалните станови во Гостивар, Струмица, Виница, овде во Пробиштип, а веќе задутре ќе извршиме прелиминарна распределба на социјалните станови во социјалната зграда во Свети Николе. Овие политики ни даваат дополнителен мотив да продолжиме со тоа што го започнавме, а тоа е создавање на услови за подобар живот на граѓаните, да создадеме развиено, хумано општество и просперитетна држава за сите. Благодарам.